Почитувани граѓани, почитувани медиуми, како што и неколкумина колеги кажаа пред мене, Република Македонија се наоѓа во сред огромен скандал со терапијата на клиниката на онкологија, нешто кое што било нотирано и во ревизорските извештаи, за кој што никој во оваа држава не понел одговорност, ниту па размислил дали таквите сериозни ревизорски извештаи и забелешки во ревизорските извештаи треба да бидат, односно некој треба да биде повикуван на одговорност. Лично сметам дека оваа тема е многу би кажал поголема од тоа да се најде на 20-тото место на дневниот ред денеска во собранието, и токму затоа мојот конкретен предлог ќе биде наместо да биде на 20-тото место, да биде на втора поред во дневниот ред, веднаш после усвојување на точката на дневниот ред за надзорна расправа, со оглед на тоа што сметам дека сите овие отворени сомнежи во тој ревизорски извештај и неодговорноста која што произлегла од нив, односно тие кои што ги направиле овие пропусти, а никој не ги повикал на одговорност, треба да бидат предмет на расправа во македонското собрание. Јас никако не можам да ја прифатам тезата дека се работи за несреќа, бидејќи се работи за неспособност на систем кој што е инсталиран претходните 6 години, а чија неспособност убива луѓе низ ходниците. Во тој ревизорски извештај, почитувани граѓани, има забележено дека е отсуство на здравствен протокол за доделување на терапија на тешко болните лица. Тоа значи дека оној систем кој што е стајан во подрум во 2016 година на овие шарени револуционери и донесители на ваква правда која што убива по болничките ходници, требало да точно ја детектира потребата или кој ќе ги користи тие терапии кои што сега гледаме дека биле продавани надвор од државата, а на луѓето кои што барале спас и кои што гледале ден повеќе да останат во живот, им било нанесувано кој знае каква терапија која што ги убивала за неколку денови. Ова е далеку од несреќа, туку ова е убиство со умисла на криминална клика која што е инсталирана во сите институции и која што за ден повеќе на власт или за повеќе евра кои што треба да ги украде од напатениот народ кој што живее во Република Македонија, се дрзнала и да убива граѓани, при тоа гледајќи ги во очи и влевајќи им надеж на нивните најблиски дека се ќе биде во ред. Порано беше, ако заглавите во суд, Господ нека ви е на помош, а сега не само што е во болниците, туку во било која институција, овој метастазиран систем може да ви убие само заради тоа што сте лојален граѓанин на оваа држава. И не треба да има само кривична одговорност, треба да има и политичка одговорност на оној кој што е одговорен како прв помеѓу еднаквите во владата, тоа е председателот на владата и сите функционери. Ајде да расправаме за ова прашање, па пред очите на целата македонска јавност граѓаните да се уверат какви криминалци и убијци има во институциите. Предлогот на пратеникот го ставам на гласање, ве повикувам да гласаме. Вкупно гласа 83 пратеници, за предлогот гласа 36, против 47, воздржани нема. Констатирам дека предлогот на пратеникот не е усвоен.